мојот лик, мојот чуден лик повторно на каналот на Снежа Мрежа Stories, односно Снежа Мрежа приказни. Кога се гледам вака, си личам на баба ми. Јао, мила мајчице. Иако фустанов е дугачок, плав, го земав од Битпазар. Да, го земав од Битпазар. Крши полициската станица. И бидејќи таму се продава гардероба која што ја купуваат 99 веројатно посто, ја купуваат луѓе од муслиманска вероисповест. Затоа и гардеробата која што се продава таму е со пристоен изглед, долги ракави, елегантен изглед, елегантен во смисла да пристоен, значи во таа смисла, нели, поим за елеганција, широк поим. И бидејќи купувам материјали во тој дел, таму горе десно во Дуќанџик, материјали за кутиите кои што ги работам, гледам дека се продаваат, има многу бутици со гардероба и гледам дека се продаваат убави парчиња што баш ми се допаѓа. Значи скромно, фино, убаво си се облечеш, долги ракави, а пријатно е за носење. Не е, например, да речеш дека ти е топло во ова. Пријатно, убаво, како наметка, па овдека може да се врзе, па... Чекај, но зашто носам да не се избрукам пред човеци. Инаку јас се наоѓам на едно мошче, кој што луѓето бутилчани го знаат како мошчето кај Кучевачка бара. И тоа е од школото, значи води кон гробиштата. Сега ако забелја човек иде, не, добро, не е важно. И тоа мошче иде, значи, од Бутел 1 кон гробиштата. Само малце. И мошчето наше, значи, горе споменатото мошче, нели, гледате овдека самите, преубава природа, зеленило, овде позади мене луѓето насадиле лешници, расади со лешници, таму погоре имаме детелина, некои други, што се вика, насади со домати, со што и да е по дома. Инаку во моментов се враќам од куќата на родителите на едно другарче од школа, на моето синче, или од каде првачиња кај што учат заедно. Идејата ми беше малку да напнеме со дружба, затоа што ако не напнеме, ако не запнеме, работите сами од себе нема да се случат. Имено, еве да речеме, скоро завршуваме прво оделение со малечково мое и гледам дека, бидејќи кај нашата улица нема врсници негови, значи он е и уште едно девојче е на негова возраст, меѓутоа со девојче он не може да се игра, нели, му требаат момченца, а момченца нема. И одлучив да им пишам на родителите на првото дете кое што ми текна дека моево дете би го дружело. Затоа што нормално треба да имаат и нешто слично. Макар што во тој период децата генерално може да најдат многу сличности. Не се како нас возрастните, после ние кои ќе пораснеме бараме и влакно во јајце, за да се делиме едни со други нормално. Да не наоѓаме НЗС, туку напротив, да бараме што повеќе работи да може да не одделат од другите, да не разликуваат од другите, да не сме како другите, да најдеме начин и причина како да се тргнеме на страна и да бидеме special selection. Па така решив дека е добро за моето дете, а и за нивното дете, да се најавам и да кажам добар ден, јас би сакала да го донесам моето дете кај вас малку да си поиграат заедно со вашето дете. Далеку сме, како да ви кажам, значи две населби се ова, нели, Кучевачка бара и Бутел. Далеку се, не се баш блиску, на едно 15 минути да речеме со точак, нели?
што не е баш малце, меѓутоа мислам дека ќе вреди. Ќе вреди затоа што на социализацијата треба да работиме сите заедно. Значи не може еден, не може, например, да речеме како законитости, нели, социализацијата ја има, ја постои, меѓутоа ако не се практикува ништо од сето тоа. Правила исто така на социализација си постојат, меѓутоа ако не се упражняваат, ако не се користат во пракса, џабе ги имаме тие правила. И фактички децава ќе ни останат секој што се вика во својот свет, односно секој во својот живот и така натаму. Па така, например, јас со мојата одлука чувствувам во моето срце, искрено кажано, дека направив многу добра работа. Друг ден реков, повелете и вие кај нас, значи се чувствувам како еден вид на иницијатор за социализација во случајот. А го потенцирам зборов затоа што многу често се спомнува тој збор социализација. Да се социализираат децата, да. Ги носиме во градинка за да се социализираат. Ќе оди во школа да се социализира. Тоа, значи, ние нонстоп во речникот го користиме сите, секаде. И на телевизија, и меѓу нас вака, нели, тоа ни е како нешто, како природен збор што ни доаѓа, меѓутоа, кога седнав онака да си размислувам за тој збор, што всушност значи таа социализација, си велам вака, еви вас ке ве прашам, знаете вие што е таа социализација? Кога ќе се спомне зборот, на што ве потсеќа прво? Е некој чинјанам дека у позадина се социализираат едни со други. By the way, животинките и целиот свет животински многу добро се социализира за разлика од нас луѓето. Што за вас представува социализацијата? Деца бутнати на исто место? Колку од нивните интереси, желби, мислења едни со други си ги познаваат? Колку ние како возрастни ги учиме и стимулираме нашиве деца да делат емоции, размислувања и да се најдат на иста бранова должина. Знаете, животот во кој што живееме, периодот во кој што живееме е период на масивна емиграција. Тоа сите го знаеме, тоа е период што го живееме, моментално е период на масивна емиграција и прашање е дали воопшто некој седнал да размислува што е социализација или што каки. Идам ја, бре, брате мили, за Германија, чао, сегаш, каква социализација таму, шо ќе ми кажа, тоа ќе правам. Социализација, луѓето фактички ќе ја подразберат да се прилагодиш кон одредени норми и, нели, што ги налага таа нова средина, кај што сметаш дека ќе си го продолжи својот живот и така натаму. И така што остануваме ние овде, значи, кои што сме останати еве во другите земји каде што исто така миграцијата, значи си го прави своето. Остануваме, барем јас така се чувствувам, како остануваме онака со прашалник, што сега да правиме во случајот, нели, ако одат луѓе во толку многу, вреди ли човек да се труди? Не знам дали јас само си ги поставувам овие прашања или можеби некои други луѓе вака размислуваат. Би сакала да знам во коментари. Гледам дека во коментари сте многу нечуени и тивки, меѓутоа, доколку некој сака нешто да пише и да отвори дискусија, би било awesome, односно би било прекрасно. И така да тоа сакав да кажам, дека навистина мораме да се трудиме, мораме да запнеме, да напнеме фактички, за да го покажеме правецот во кој што треба да се оди во иднина. Односно, дека во кој пак гледам дека некој иде наваму и баш ми е криво. Значи, правецот во кој што би требало да се движат нашите деца во иднина. Кратки ми се и цел сега да зборувам на темава, малце ми овие 10 минути што прозборев на темава, но морам да завршам и доам на кај дома. Едноставно,
ќе направам повторно видео на оваа тема и ќе биде подолго. До тогаш се гледаме.